има одредени барања од граѓаните за поинакво решение кое што би ги намалило бројката на сообраќајни несреќи, каде што неодамна се случи, каде што се гради наша глава заклучка. Па бројот на сообраќајните несреќи е зголемен во последните 10 години од причини што почитување на сообраќајните прописи во нашиот град не е на високо ниво, но со сообраќајната култура на возачите е резултат на ова што се случува, со тоа што многу пати сме зборувале дека Куманово е град кој урбанистички одговара од период од кој е профилиран за 5-6 илјади возила, сега во Куманово флуктуираат над 30.000 возила. И самиот тој податок јас зборувам да се работи во еден сообраќајен метеж, кој не може да се решава ни со еден акт, ни со еден, едноставно треба да има нови буливари, нови улици, кои во овој момент према густината на централно градско подрачје не дозволува да се имплементираат некои посовремени и помодерни сообраќајни решенија. Јас овој проблем го поделил на два дела. Значи, првиот дел е она за кое е надлежно Министерство на внатрешни работи, тоа е контрола на сообраќајниот промет. Значи, тоа е една работа и подигање на свеста кај возачите, граѓаните, едукација, особено на младата популација, за почитување на сообраќајните прописи. Што е елементарниот дел за да може да успоставиме ред во сообраќајот. Оној другиот дел за кој општината има надлежности, тоа е сообраќајните инфраструктурни објекти, односно генералниот урбанистички план кој состои сообраќајна студија која ги дава пропорционално на бројот на жителите, на возилата, решенија за сообраќајен промет. Тоа е еден обимен проблем и еден голем процес кој општината го започна, меѓутоа самата урбанизација на град од некој давнешен период како социјалистичка урбанизација на град не ги овозможува современи сообраќајни инфраструктурни решенија и затоа се адаптираме со преодни, односно решенија кои дават можност за имплементација. Еве, влегоме со едно наше сообраќај кој не даде некои очекувани резултати во решавање на урбаниот сообраќајен хаос. Потоа, исто ќе напоменам дека тука доаѓа во предмети зголемен број на возила која треба пропорционално се зголеми број на паркинг позиции, бидејќи исто е тоа една од жешка тема. И најважниот проблем што граѓаните постојано го потенцираат е препреки на патот, сообраќајни препреки на патот, лежачки полицајци, како ги викаат граѓаните, и начин на нивно поставување и нивно одржување. Ние во изминатите 7-8 години у 3 наврата имаме 3 јавни повики и поставиме у неколку наврати. Од први тврди препреки на патот, потоа еластични, оние топки популарни што ги има, кои нажалост се во употреба и се со закон дозволени, за разлика од крутите бетонските препреки кои не се дозволени. Меѓутоа има лоша страна што има краток век на трајање, многу често биваат уништувани од тешки сообраќајни возила, камиони, автобуси и така натаму, зимското одржување ги лидира, оштетува и на некој начин секоја година, ако не секоја друга година, мора да ги обновуваме, поставуваме и да ги прошируваме опсегот на тие препреки. Сега правиме елаборат за сврсти препреки, бекатонски, со поголема должина, која е на видум сега по-модерно, по-ново решение, кое е дозволено. Меѓутоа мора да напомнам дека на булеварите нема законска можност за поставување на тие такви препреки, ако Министерството на внатрешни работи врз основа на елаборат за поставување и проект кој ќе го доставиме во наредниот период, ни дозволи можност за поставување на такви широки платна бекатонски кои на некој начин ќе доведат до успорување на брзината на овакви булевари, каде најчесто се случува. Сега погледате, ние во изминатите 2 години имаме нема 10 метра од жардинените, ни на трета МУП и на Моторска улица, каде немаме сообраќајка и каде немаме кршење на жардинери, да не кажам повредување на возачи, на лица, на патници, а и големи материјални штети. Сегам да истакнам дека тука не е проблем само раскрстиците, не е само проблем хоризонталната и вертикалната сигнализација, светлосната сигнализација, која многу пати не се почитува
и на некој начин кажам дека првиот дел од одговорот е поважен и круцијален у однос на тоа што лежичките полицајци се на некој начин како основа за решавање на овој проблем. Он е дел од проблемот кој треба да се решава и еве ние сме поставувале на многу места, ќе продолжиме со реновирање на постоечките и ќе бараме согласност за поставување на булеварите. Што се речува до раскрстицата која често пати се поставува ваква била, има ли друго решение кружните текови како актуелна и модерно решавање на проблемот? Сметам дека уште во првата кога беше фаза на проектирање, односно ревизија, тој проект е стар над 15 години како проект направен, а 2006 кога отпочна изградбата се ревидираше тој проект по новите прописи за проектно планирање и првата наша задача беше решавање на раскрстицата со кружен ток. Меѓутоа, институтите кои го работеа, консултантите од сообраќајните структури, градежните експерти, на нас, значи, консултираме неколку куќи, не ни дадува можност, бидејќи улиците се под Остарагол, насочни улици, значи дупли булевари, не ни дадува можност за решавање на раскрстица со кружен ток, бидејќи за да се реши тоа требаше огромен радиус кој задираше веќе до речно корито и со тоа носеше последици да изместување на речно корито и некои други проблеми и на некој начин ова решение кое е дадено како проект у тој период, значи ревизија на постоечкиот проект и даде овој тип и овој вид на решавање на раскрстица на Октомвринска и Трета македонска бригада. И на жалост тука се случува неколку сообраќајки. Меѓутоа ќе потенцирам. Раскрстицата како таква може да има и доста недоследности и мани. Јас не сум експерт за сообраќајни решенја, меѓутоа не можем да кажем дека раскрстицата е виновник за сите овие сообраќајки од аспект што сите кои беа до сега направени се од извештај од МВР со брзина енормна над 100-150 км на час. И каква года е раскрстица и каква года има сообраќајно решение, ако луѓето не се адаптираат на прописите сообраќајни, не возат по знаци и прописи кои се предвидени со закон во Република Македонија, сообраќајните прописи, мислам дека сите други решенија се само желба наша, а имплементацијата останува пак на возачите. И затоа во овој тежок момент, кога го изразувам моето сочувство до фамилијата на малата Теодора, која е гордост на тоа училиште, еден од најдобрите ученици во основно училиште Толи Зордонец и голем губиток за тоа семејство, еве моје сочувство на сите граѓани на Куманово, нека ни биде опомена на сите нас дека мимо сите урбани проблеми и решенија на сообраќајната инфраструктура, совеста и почитувањето на прописите основен елемент за урбано живење. И замолувам граѓаните да ги сватат овој апел како нешто кое треба да не воведе во еден период каде ќе ги почитуваме и туѓите животи и сите материјални добри створени од општина Куманово, а не секој недела, секој месец да имаме огромни штети на инфраструктурата, големи материјални штети, а најжално и најбитно е човечките животи и повреди и инвалидизирани лица. Еве, тоа е моето видување. Се надевам дека овие превентивни мерки, како пречки на патот, лежички полицајци, решавање на нови семафори на Октомвринска револуција и евентуално ревизија на раскрстица во некоја процедура која ќе даде сообраќајна согласност од сите релевантни фактори, ќе го подобри условот или условите за сообраќајот, меѓутоа совест на граѓаните пред се.